На 5 дена пред одлуката дали на просветниот инспектор Ѓорги Елиевски ќе му биде изречена дисциплинска мерка, поради како што посочуваат од дисциплинската комисија прекршување на етничкиот кодекс. Граѓаните се кренаа на нозе. Преку онлайн петиција тие бараат правда за Илиевски. Кажете еднаш за секогаш не за криминалот во Македонија, стои во отворената петиција. Поддршка за храброста на инспекторот Илиевски. Криминалот и хунтата мора да паднат. Да престане газењето на уставот и законите, да престане казнувањето и вршењето притисок врз лицата кои пријавуваат незаконитости, да дадеме поддршка за храбрите луѓе во државата. Доста е криминал. Потписниците на петицијата отворено даваат поддршка за инспекторот. Инспекторот Илиевски стравува од отказ. Пред неколку дена изјави дека правдата ќе ја бара на суд. Јас уште 6 месеци одам во пензија и ќе добијам отказ. Ова ќе биде добро за историјата, добро ќе биде за пишувањето, за правдата што се случува тука. Очекувам такво нешто, ништо друго. Вакво нешто јас чекам одлука да добијам. Нам се да добијам одлука да ја чекам горе, седнува таму и еве, не знам јас. И пазите како може јас како инспектор кој што води против мене поставка, јас да не знам сега одлуката што е одлучена. Дисциплинската комисија при Државниот просветен инспекторат во петокот утврди дека има основи да се казне инспекторот Илиевски и кратко соопшти дека утврдиле прекршок, но не сакаат да откријат повеќе детали за причините за оваа одлука, додавајќи дека постапиле според законот за административни службеници. Инспекторот Илиевски се товари дека го прекршил етичкиот кодекс со тоа што пред медиумите неодамна обзнани дека високи функционери на ДУИ противзаконски се стекнале со високи научни звања, додека биле на функција. Случајот се однесуваше на министерот за образование Арбар Адеми, заменик министерот за внатрешни Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустријска сопственост Сафет Емрули. Имено министерот за образование и наука бил унапреден од асистент во доцент во период кога му мирува работниот однос на Универзитетот во Тетово. Иста е состојбата и со унапредувањето од доцент во вонреден професор на Агим Нухиу. Третиот функционер, Сафет Емрули, бил унапреден од помлад асистент во 2010 година, во 2013 станал доцент, а минатата година и вонреден професор. Случајот со спорните дипломи кои го обелодени Илиевски се најде и пред народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права, а веќе го разгледува и антикорупцијската комисија.